Како што знаете, не треба долга е листата да повторувам. Што кажа господинот Хојтји, што кажа француската амбасадорка, што чувме од Берлин. Мислам дека веќе е јасно дека доаѓа крајот на политичките глумци на Балканот, особено на Западен Балкан, на импровизаторите, на оние кои глумат демократија и демократски реформи. Тоа е веќе прочитано и јасно. Очигледно е дека оние кои ја креирале длабоката криза на демократијата, сигурно дека не можат да бидат реформатори. Тука се наоѓаме дека е потребен радикален пресврт, зашто нема каде понатаму да се оди. Што значи тој радикален пресврт? Тоа значи поинаков ков на политички лидери, поинаква политика, луѓе кои се спремни да го вложат и да го своето знаење, луѓе кои се спремни на жртви, луѓе кои се докажани во своите струки во рамките на државите на Европската Унија, што значи луѓе без фрустрации, почитувани. Тоа беше она што не спојува. Ковот на луѓето и посветеноста на владењето на правото и на моралните вредности. Па се надевам дека ќе биде исполнет цензусот, ама се надевам дека час поскоро треба сериозно да се земат во предвид предупредувањата и препораките на Венецијанската комисија, да се стави еве уште еден крај на етнопартиските пазарења, дури и во форма на цензус. Ве уверувам дека дури и во земји како Франција, во која председателот има силни овластувања, што ја прави Франција полупредседателски систем, цензус во вториот изборен круг нема. Ако во вториот круг одат двајца кандидати со најдобар резултат, логично е да се избере еден од нив. Мислам дека цензусот ќе биде исполнет, впрочем сите велат дека бојкотот е лошо решение, па да видиме.